Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Холандскиот парламент утре ќе решава дали ќе поддржи почеток на преговори со Северна Македонија и Албанија. Ова е писмото од шефот на холандската дипломатија Стеф Блок, кој ќе биде основа за утрешната расправа во парламентот во Хаг. Двете најголеми партии на терен, можни ли се избори веќе во март или април? Секако дека ако влеземе во НАТО и добиеме датум за преговори со ЕУ, отварање на преговори со ЕУ во октомври, брзи избори во март не се исклучени во таа смисла. Кривична пријава од инвеститор за градоначалничката на Битола, поставила стамбен комплекс во Џбун. Пак дајте шо е тргање, магарички тргање, уште магарина да ни купат или да се купиме ние. Булеварот предвиден во Дупот никаде го нема. Вработените во културата и уметноста утре на протестен марш. Дојде времето и конечно треба да ни се остварат нашите права, односно да се избориме и да потпишеме колективен договор. Невработеноста на 17,5%, а огласите за работници со месеци висат по излозите. 3 месеци не се јави никој. Зошто? Решение и контактиравме. Саботажа. Гледајте, не се враќаме за кратко. Почнува одбројувањето до состанокот на министрите на земјите членки на Европската Унија следниот вторник во Луксембург, од кој се очекува одговор на дилемата дали земјава ќе добие одлука за почеток на преговорите за членство во Унијата. Во очекување на финалниот став на Франција и на Холандија, колегата Владимир Мирчевски вечерва го објавува писмото што шефот на холандската дипломатија Стеф Блок го испратил до парламентот во Хаг како основа за утрешната дебата на оваа тема. Оценката за Северна Македонија е позитивна, но холандската влада како да подотвора врата и за Албанија. Дебатата утре вечер во Комисијата за европски прашања на холандскиот парламент се смета за решавачка за насоката во која ќе трнат финалните преговори меѓу земјите членки на Европската Унија за заклучокот што би го донеле на 15 октомври. Ова е писмото од шефот на холандската дипломатија Стеф Блок, кој ќе биде основа за утрешната расправа во парламентот во Хаг. Во клучниот параграф за земјава се наведува: холандската влада ја дели оценката на Европската комисија дека владата на Северна Македонија презеде многу позитивни чекори во изминатата година. Договорот од Преспа е пример за регионот и преземени се видливи чекори во реформската агенда. Продолжувањето на случаите на СЈО е обезбедено со нивниот трансфер во јавното обвинителство. Значаен чекор што треба да се преземе е усвојувањето на закон што ќе гарантира независно гонење на можна идна корупција на највисоко ниво. За ова прашање има постојана интензивна консултација меѓу опозицијата и владата. Ова засега не донесе конкретен епилог. Во сличен тон беше напишано и писмото на министерот Блок во јуни, кога холандскиот парламент се согласи со отворање преговори со Северна Македонија, но не и со Албанија. И во новиот допис Блок прави разлика меѓу двете земји. За Албанија нема фразата дека холандската влада ја споделува оценката на Европската комисија, туку само се поздравуваат одредени чекори преземени од владата во Тирана и се нотира дека треба да се направи многу повеќе во борбата против корупцијата и организираниот криминал. При тоа, холандската влада наведува дека дел од земјите членки се уште не решиле како ќе се позиционираат за прашањето за отворање преговори со наведените земји, иако вели дека мнозинството од нив се за позитивна одлука за двете заедно. Овие земји членки ја нагласуваат трансформативната моќ на проширувањето. ЕУ мора да ги исполни своите ветувања. Северна Македонија и Албанија тоа го направија, велат овие земји членки. За многу членки од непосредниот регион, геополитичките консидерации и стабилноста во регионот исто така играат улога. Затоа голем број земји членки сакаат поврзување на двете одлуки. Овие членки потенцираат дека станува збор само за почеток на долг процес, а не за членство. Во писмото Блок, кој како да сака да подотвори врати и за Албанија, нови аргументи ги придодава и заклучоците на Бундестагот за безусловен почеток на преговори со Северна Македонија и условен со 9 задачи за Албанија. Освен холандскиот, неизвестен останува и францускиот став. Председателот Емануел Макрон се уште не им ја соопштил својата одлука на европските партнери, што за 360 степени го потврдува и ПКХ Ависто. Министерот за надворешни работи на Финска
земја претседавач со Советот на Европската Унија, што значи и со одлучувачкиот состанок на министрите следната недела во Луксембург. Well, we have not yet been informed exactly about the French position, but of course that's also something that certainly is developing and will be published during these days. But as presidency, of course, we have been given the necessary time for all countries to make up their decisions and follow their own procedures. And of course, things are also moving in this region, and discussions are ongoing and so forth, and political situations always a little bit changing. When do you see the overall picture in the Balkans? Where do you see North Macedonia? What are the, let's say, good points and the weak points in North Macedonia's portfolio? Well, I think different arguments can be used. First of all, of course, those who might be hesitant are not necessarily hesitant towards certain countries, but they are hesitant of procedures of European Union itself, that, you know, first we have to deepen our internal cooperation and make it working better, and that we have also sometimes troubles with existing member countries and so forth, that we have to cope with those issues first. I think that's a relevant argument as well. Then we have countries who might say that let's concentrate to the rule of law issues again first inside the European Union, that we have mechanisms to tackle these issues and so forth, using our financial tools, and then only after that we should discuss about the enlargement. But then there is also this, I would say, more geopolitical or regional argumentation that Western Balkans has always been very important part of Europe, and also that we as Europe and European Union have already invested quite a lot to the region, to the different countries here after the Yugoslav war and so forth. I think I'm sharing that argument very much, that we should actually invest continuously to this region. This region is politically important for European Union. This is important when we look at the migration element, when we look at economic growth in European Union and so forth. Се поизвестно е дека членството на Северна Македонија во НАТО нема да се официализира на самитот закажан за 3 и 4 декември во Лондон. Надежите што техничкиот премиер на Шпанија, Педро Санчес, му ги пренел на премиерот Заев во Њу Йорк, дека парламентот во Мадрид би можел да го ратификува пристапниот протокол за Северна Македонија до самитот на НАТО, неверојатно паѓаат во вода, зашто зборува и шпанскиот аналитичар Мигуел Родригес Андреу. Шпанија оди на предвремени избори на 10 ноември. Spain supports the North Macedonian NATO accession, and probably the optimism of the Spanish president is consistent with this reality and the fact that Sanchez thinks that he will win next elections. But the political scenario in Spain right now makes very unlikely the approval before December. Ratification of the protocol has to be approved by the plenary of the Spanish parliament, and both chambers, Congress and Senate, are currently dissolved. Until the chambers are formed, it won't be possible, although I believe that sooner or later, in 2020, it will be approved. Веќе се знае и датумот за конституирање на новиот шпански парламент по изборите. Првата седница е закажана за 3 декември, денот кога почнува самитот на НАТО во Лондон. Можно е Шпанија да биде единствена од 29 земји членки на Алијансата што нема да успее да го ратификува протоколот до декември. До сега, 21 држава целосно е завршија процедурата на ратификација на протоколот и негово депонирање во Вашингтон. Во Чешка се чека уште потписот на претседателот Милош Земан, а во Велика Британија на министерот за надворешни работи Доминик Раб, најавено за следната недела. Во Холандија пак, долниот дом на парламентот гласаше за, но за заокружување на процесот треба да се изјасни и горниот дом. Очекувањата се дека тоа ќе се случи во наредните недели. Слична е и ситуацијата во Италија, каде одлуката на Сенатот беше делумно одложена поради политичката криза во земјата. Идната недела пристапниот протокол за Северна Македонија во НАТО треба да се најде и пред Националното собрание на Франција. Во Исланд,
Каде постапката во парламентот е започната на 10 септември, не се очекуваат проблеми за нејзино финализирање, поради консензусот на најголемите политички партии во парламентот. Прашање е кога Сенатот на Соединетите Американски држави ќе реши да го стави протоколот на пленарна седница. Не поради политички дилеми, туку поради досегашната пракса Америка да биде државата што последна го ратификува новото членство. Овој пат на Република Северна Македонија. Официализирањето на членството во НАТО и евентуалниот почеток на пристапните преговори со ЕУ се главните варијабли во анализите за тоа дали и кога би се одржале предвремени парламентарни избори во земјава. Ако пикот на владиниот рейтинг по ваквите одлуки треба да се очекува напролет, дали кон крајот на март или првата половина на април се можни нови избори. Партиските машинерии се веќе на терен. Петар Клинчарски. Опозицијската ВМРО ДПМН под слоганот Обнова на Македонија го собира незадоволството на граѓаните од политиките на власта. Ни престои тешка и пеколна битка за да го убедиме секој еден човек дека тоа што го зборува СДСМ Зоран Заев дека сите биле исти не е точно. СДСМ пак бара од граѓаните да не ги забораваат постигнувањата на актуелната влада. Денеска Северна Македонија е известна 30-та земја членка на НАТО. Ги имаме сите причини конечно да добиеме одлука за почеток на преговорите со Европската Унија. Паралелното излегување на терен на двете најголеми партии логично ја наметна дилемата. Дали сведочиме на кампања пред кампања за парламентарни избори и дали е можно тие да се случат веќе напролет. Ресен е уште една станица на карванот на ВМРО ДПМН во серијата средби под мотото Обнова на Македонија. Зборно место беше плоштадот Цар Самуил. На двата штанда младите од партијата ги пречекуваа граѓаните кои имаа можност писмено да ги соопштат проблемите што ги мачат. Проблемот кај нас во Јанковец, водата, не идат ни поправка да ни направат, например, од пролетер. Преспа се соочува одамна со јаболкото, пласманот на јаболкото, конзумното јаболко, па и индустријското јаболко. Луѓето млади се, имат се ангажирани за јаболката, кои сакаат да останат тука, а да работат, а не може да добијат пари. Во ваква атмосфера надополнета со македонска инструментална музика во центарот на Ресен, пристигна и лидерот на партијата, Христијан Мицкоски. Речиси половина од својот говор тој го посвети на економијата, но и на потребата за враќање на македонизмот, за потоа да побара поддршка од сите етнички заедници. Албанската, турската, ромската, бошњачката, српската, влашката, сите останати. Вие сте наши соседи, пријатели, браќа, сестри. Поддржете го ВМРО ДПМН и поддржете ги сите оние кои што нудат развој, родолюбие, базирано на вистинска основа. Осврнувајќи се на грешките на ВМРО ДПМН од минатото, Мицкоски побара прошка од граѓаните, а ја критикуваше и актуелната власт. Го прашавме дали Обнова на Македонија е кампања пред кампања за избори. Јас сум свесен дека сте навикнати на кампањски средби со граѓаните, но ние се трудиме како Народна партија да бидеме целото наше време заедно со граѓаните, да разговараме очи во очи, да можеме да ги слушнеме нивните проблеми, да ги слушнеме нивните маки и се разбира понатаму тие проблеми, тие маки да ги преточиме во одговори и решенија во нашите политики. Делот од таквите редовни теренски активности на ВМРО ДПМН се и овие кои што ги опфаќа обновата за Македонија, потоа ќе има некои други теренски активности така натаму. Се надевам дека што поскоро ќе имаме и кампања за едни предвремени парламентарни избори, каде што ќе можеме исто така да разговараме и за политиките кои што се резултат на сите овие наши теренски активности и средби со граѓаните. А дали и кога би се одржале предвремени избори, Мицкоски е свесен дека нема доволно гласови во парламентот за сам да реши за тоа. ВМРО ДПМН е подготвена веднаш да има предвремени парламентарни избори, тоа сме го повториле многу пати во минатото, но очигледно дека тој кој што вели дека блеска, практично се плаши и моли Бога да нема предвремени парламентарни избори, за да може уште некој месец да ја продолжи својата политичка кариера, да може Рами Лука да потрае уште некој месец, се разбира, и
тој во овој момент гледаме дека бега од избори за да не биде поразен онака како што навистина ќе биде поразен од страна на граѓаните. Така што не само што мислам туку како што кажав, јас сум убеден дека ВМРО-ДПМН ќе биде убедлив победник на предвремените парламентарни избори. Мицкоски одресен порача дека ќе ги употреби сите демократски средства за да стигне до 61 глас за самораспуштање на собранието и што поскоро организирање избори. Во меѓувреме, ќе ја продолжи турнејата за обнова на Македонија. Ден по собирот на опозицијската партија во Ресен, своја промоција имаше карванот на владеачката СДСМ под слоганот на прав пат. Првата од серијата трибини беше закажана во Штип, во Домот на културата Ацо Шопов. Како што штандовите со беџови пред влезот се празнеа, така салата се полнеше. Ние одиме по вистинскиот, по правиот пат, оти само так можеме да имаме среќни деца и среќна иднина за нашата земја. Лидерот Зоран Заев, подпредседателката Мила Царовска и председателот на Комисијата за транспорт и градоначалник на Штип, Благој Бочварски, говореа за проектите на власта. Од присутните добија пофалби, но и критики. При последното усогласување, пензионерите од Штип го дочекаа со разочарување. Зашто очекува она обеќање, онај даден збор од премиер, те се примени. Тргнавте со надворешна политика, стигнавте далеку, ама застанете. Обратите се на корупцијата, прво во здравството, второ во судството. Оваа борба која што сега се води ја има единствената цел да испрати порака до секој дека не се исплаќа да влезе во корупција. Секој ќе биде фатен. Секој ќе одговара. Од СДСМ велат дека ваквите настани не се загревање за скорешни избори, туку дека трибините им ги должат на граѓаните заради доближување на придобивките од владењето. Сериозните и крупните одлуки секако влијаат на рейтинзите на политичките партии. Кога носевме одреден вид на одлуки, имавме расти до 9% водство пред ВМРО-ДПМН. Кога носевме тешки одлуки, знаеше тој рейтинг да падне. И тој ќе лавира. Нормално е граѓаните согласно своите очекувања да буквално одлучуваат како ќе не вкрстат, како ќе не мерат, дали ќе не носат во опозиција, дали ќе не подржат уште еднаш власт. И тоа е работа на граѓаните. Ние со нашите одлуки кои што ги донесовме како влада, рековме дека прв приоритет е едината на државата и секако граѓаните. При тоа, среќен сум што водиме на анкетите и даваат подршка после сите овие крупни прашања кои што ги имаме. Кога и да се случат изборите, јас знам дека оваа политичка гарнитура ќе добие уште 4 години шанса. Заев засега не испраќа сигнали дека би можел да прифати избори напролет, како што бара опозицијата. Опозицијата, ако ги каже аргументите, и тие аргументи истежнуваат, ние сме секогаш подготвени за избори. Нашите аргументи се сосема спротивни, заради тоа што државата, после заокружувањето на овој меѓународен план, на интеграцијските процеси, треба да го искористи не секој месец, секоја недела, секој ден, буквално, за да се преточат придобивките кон граѓаните. Граѓаните да ги почувствуваат тие придобивки. Затоа рековме редовни избори. Конечно, после толку години, дајте еден цел мандат, нека тера оваа наша држава, но знаете дека барат предвремени избори. Последниот пат рековме, окей, декември е зима, 2020 можеме да одиме крајот на октомври. Универзитетскиот професор по политички науки Ненад Марковиќ смета дека активностите на терен на двете партии се предизвикани од неизвестноста кога ќе се одржат следните избори, напролет или за една година од сега. Во анализата на потезите што ги влечат власта и опозицијата во овој период, Марковиќ позитивно гледа на ангажирањето на 16 стратешки советници од лидерот на ВМРО-ДПМН. Ја поздравувам оваа иницијатива на ВМРО да ангажираат нова свежа крв, условно кажано искусни, видни интелектуалци, кои се при тоа повеќето тие луѓе и лично ги познам, кои се доста умерени, да речем, ќе модерираат таа некоја радикална политичка енергија со која ВМРО стално кокетира, што никогаш не ми се допаѓало, како што веќе реков. А од друга страна, мислам дека треба уште од неколку лица да се ослободи, за да го ослободи баластот и привидот дека они се под контрола на
на Груевски нели некаква далечинска врска со Будимпешта. Така да во таа смисла они имаат уште малку да го заокружат тој процес како би можеле релативно со чист образ да излезат на избори. СДСМ пак, според Марковиќ, е пред предизвикот да ја санира штетата од случајот во кој е вмешана Катица Јанева. Штетата која Јанева ја направи на СДСМ, иако не мислам дека треба да има директна врска меѓу двата субјекта, е непоправлива. Не знам каков ќе биде исходот, мораме да почитуваме презумција на невиност. Меѓутоа факт е дека таа штета е нанесена и дека контрола на штета во такви ситуации можете да вршите во многу ограничена мерка. Шансата на СДСМ е сепак во тоа да добиеме датум за ЕУ, за да имаат навистина чист образ да кажат дека понудиле завршиле два крупни процеса, што да не се лажеме, не е мал политички капитал кога излезете на избори. Ако некој 30 години не знал како да отвори преговори со ЕУ и да влезе во НАТО, а некој друг успеал, тоа не е ни малку, да речам, лоша карта ако излезете на избори. Токму очекувањето дека и датумот за преговори со ЕУ и членството во НАТО ќе се случат во следните месеци, како и предпоставката дека власта со тоа би ќарила одредена подршка кај гласачите, го тераат Марковиќ да ја држи отворена опцијата за избори веќе во март или април. 19 април се смета за последен можен термин за брзи избори, бидејќи на 23 април ќе започнат рамазанските пости, па во 30 дена што следуваат, кампања не е можна. Зошто на излозите на многу дуќани со месеци висат огласи со кои се бараат работници или работнички, а бројот на оние што активно бараат работа во земјава се уште е на високо ниво? Со сликата од терен и потрагата по одговорите, Галена Николовска-Ризвановиќ. Според државната статистика, стапката на невработеност во земјава е 17,5% или 168.000 лица активно бараат работа. На терен, некои дуќани со месеци не ги одлепуваат огласите со кои бараат работник или работничка. 3 месеци не се јави никој. Последното истражување на фондацијата Фридрих Еберт покажа дека 2/3 од младите сакаат да ја напуштат земјата. Словенија. Зошто баш во Словенија? Па, мислам дека медицинските факултети таму се едни од подобрите. Од Организацијата на работодавачи велат дека недостатокот на работна сила станува алармантен, а од Агенцијата за вработување смируваат. Врз основа на сите овие истражувања и сите овие побарувања се креираат активните програми и мерки за вработување и се обезбедуваат обуки. Откако земјава полека останува без медицински сестри, лекари, електроинженери, дали е на пат да остане без кадари за други професии. Продавачка, келнер, шанкер. Огласите по весниците и на интернет се преполни со понуди за работа во овие професии, но се почесто работници се бараат и на излозите, како на овој дуќан во градскиот трговски центар во Скопје. Кога прашавме дали огласите се активни, добивме дури и понуди. Плата од 14 до 20.000 денари зависно дали е бутик, продавница за чевли или сендвичарница. Дека тешко се наоѓаат работници за 360 степени раскажува и сопственикот на овој фастфуд ресторан. Јас сум 23 години во гостилскиот бизнис и константно имаме проблем со наоѓање на работна сила. Поготово во летниот период, кога почнуваат туристичките сезони во околниве земји, како што е Грција, Хрватска, Црна Гора, во последно време многу и во Малта. Вели дека на огласите ретко се пријавуваат млади, а има и многу кандидати кои воопшто немаат искуство во угостителството, но не прима секого на работа. Не прифаќам, бидејќи мојот бизнис е транспарентен, клиентелата го гледа тоа, дека има неискусни вработени и не би сакал да поставам некој одборност во мојот бизнес. Минималниот личен доход во мојата фирма е 70 до 80% поголема од загарантираниот личен доход. Слична е ситуацијата низ речиси цело Скопје. Од ГТЦ преку камениот мост па низ чаршијата, на вратите на повеќе дуќани пишува дека се бараат работници. Проблем да најде кадар има и Несрин Сулейман од Чаир. По образование фармацевтка, но незадоволна од ниската плата во дејноста, се одлучила на бизнис со сопругот во друга дејност. Дуќанот е готов, ама се уште нема работници. Со сопругот имавме две опции, или да останеме, или да отидеме од државата. Решивме тука да останеме, да отвориме наш собствен бизнис и аплициравме да
најдеме работничка, не се јави. 3 месеци не се јави никој, немаше заинтересирани луѓе околу работата. Бареме да знае фотошопот, да го знае. Во чаршијата наидовме и на овој човек, кој ни кажа зошто не се ни обидува да бара работа во државата. Работам приватно, работам јас со крав, со плочки, ама повеќето идам горе јас. Во Германија повеќе работам. Таму е повеќе пари се заработува, нормално. 10-15 евра на саат се зема. Таму на саатница е, а тука што ќе земеш 200 евра. Најпоразителен е фактот што и помладите средношколците се повеќе гледаат својата иднина во странство. Според истражувањето на фондацијата Фридрих Еберт од јуни годинава, 1/3 од младите од 14 до 29 години имаат силна желба да ја напуштат државата, 1/3 имаат средна желба за миграција, а само 1/3 нема намера да ја напушти својата матична земја. Од тие што сакаат да заминат, половината веќе преземаат некакви мерки. Искрено сакам надвор од Македонија и факултет надвор од Македонија, но прво средно да завршам. Други пак се уште не се одлучиле дали да одат во странство, но состојбата во земјава ги одвраќа од запишување на факултет. Подобро да одам у сандвичарене, отколку да одам у школо, на училиште да предавам настава за 15.000 или почетна плата 10.000. После средно планирам факултет и после тоа може во Алкалуит. А што би сакала да работиш? Па во Алкалуит за производство на лекови. Така, добро, дали знаеш колку се влизат платите таму, те интересира? Па се имам распрашувано и на повеќе од 20.000 дава. Од Организацијата на работодавачи алармираат дека е голем расчекорот меѓу потребните профили на работници во индустријата и кадарот што го продуцираат образовните установи. Мислам дека државава главно што треба да направи за да се намали тој тренд е реформите во образованието, затоа што ако сакаме ние да го подигнеме предпримарскиот дух на нашите луѓе, да почнат собствени бизниси по завршување на факултетите, а не да чека да се вработи во државна администрација, тие луѓе најпрви треба добро да ги едуцираме. Причината пак поради која на домашниот пазар има недостаток и од одредени професии за кои не требаат високи квалификации, Димитров ја објаснува со кризата со која се соочува Западна Европа. Најпрви се чувствува голем недостиг на работна сила во самата Европска унија и недостиг на многу професии. Тоа ги тера тамошните влади да го либерализираат вработувањето на луѓе од надвор. Познато е дека нашите работници се многу подобри него оние што ќе треба да дојдат од далечниот исток. Така да во моментов со македонски пасош слободно може да се вработи во Германија. Само као илустрација 60.000 работни места се отворени само као возачи во Германија. Според податоците на Агенцијата за вработување, општини со најмногу активни баратели на работа по региони се Велес во Вардарскиот, Штип во Источниот, Кичево во Југозападниот, Струмица во Југоисточниот, Прилеп во Пелагонискиот, Тетово во Полошкиот, Куманово во Североисточниот и Чаир во Скопскиот регион. Најголем дел од пријавените невработени се работници без занимање и работници со непотполно основно образование. На пример во Прилеп, од 5638 баратели на работа, 35% или 2075 се лица без занимање. Има и многу фризери и продавачи, но интересно е што има повеќе невработени дипломирани правници или економисти од келнери. Меѓу слободните кадри што најмалку ги има на пазарот на трудот во Прилеп се само една дипломирана медицинска сестра и по само еден дипломиран електротехнички инженер за електроенергетика и автоматика и за информатика и автоматика. Од Агенцијата за вработување се свесни за јазот во понудата и побарувачката на работна сила, зашто директно соработуваат со приватниот сектор. Правиме анкетно истражување, односно анкета за потреба од вештини, кој што и во сега престојниот период октомври месец ќе биде реализирана од страна на агенцијата. Таа е перманентна активност која што реализира Агенцијата за вработување и станува збор за анкетно истражување на компании за 3000 компании, значи примерокот се состои од 3000 компании во кои што се истражува какво е нивната потреба од работници и тоа во однос на профилот, занимањата, меките вештини.
Во моментов на интернет страницата на Агенцијата за вработување има 6000 слободни работни места на приближно 170.000 невработени, но и понатаму најбараните занимања во огласите за работа се оние за кои нема голема понуда на пазарот на трудот, како програмери, систем оператори, сметководители, фармацевти, градежни и текстилни работници. Од нашата последна обиколка на градскиот трговски центар пред околу 2 недели сликата и не е многу променета. Вработените во овој дуќан се уште бараат колега или колешка. Огласите се уште висеа и на другите продавници. Следната сторија е пример како од учебник за правна несигурност. Инвеститори решиле да вложат во стамбен комплекс во Битола, водејќи се од убедувањето дека она што го гледаат во деталниот урбанистички план, а тоа е меѓу другото дека општината ќе изгради булевар и сервисна улица покрај зградите, и ќе се оствари. Врв на непочитување на прописите и неефикасност на институциите е фактот што работите не мрдаат ни по неколку јасни судски одлуки и вклучување на извршител. Славица Филиповска. А на 1,5 километар воздушна линија од Битолски широк сокак, жители на станбен блок се гушат во прашина, додека инвеститорите водат судски спор со општината. Пак дајте што е трња, ево, магарички трња, уште магарина да ни купат или да си купиме ние да ни го исчистат овде терено за да може деца да играат. Коли искачивме, катастрофа, не знам што да речем. Излегваме да онде со чизми гумени, па ги слекваме за да се хлеме чели за град. Во денешно време гумени чизми да хлаваш и да излегваш. Секојдневието на мира го делат станарите што веќе се вселиле во ламелите на Европа Инвестмент, но и соседите од околните куќи. Змијарник, пари нема и останато е за некое подобро време. Битолчани ако не излезат на улица да речат стоп, ваква политика не може понатаму да биде, немаме напред. Жболој, како на село. Наспроти овие куќи во 2015-та се изградени 3 згради со 88 стана и подземен паркинг на 2 нивоа. До денес, иако предвидено со детален урбанистички план, но и со писмен договор и судски пресуди, општината не ја исполнила врската за уредување на јавниот простор околу комплексот. Врз база на тоа ние се решивме да инвестираме толку средства што ќе биде дека ќе имаме нормален пристап, нормален влез за нормални услови за живење во градска средина. Комуналните давачки што ги даваме, тие се давачки за уредување на градежно земјиште околу објектот. Така, бидејќи тоа е во нивна надлежност, тие беа должни тоа истото да го направат. Значи, Колку плативте? Па, мислам точно неколку 238.000 евра. Ова ругло што останало овде ни ги руши сите критериуми што ги имавме за жал. Веќе трета година. Локацијата станала примамлива за инвеститорите зашто било планирано на северната страна од зградите да има паркинг, на јужната булевар, а на исток да има поврзување на булеварот со сервисна улица. За да видат ќе од инвестицијата, Европа Инвестмент предвиделе деловен простор од страната на која требало да се изгради булевар. Но наместо да се отстранат дивоградбите, екс-градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН, Владимир Талески, ги легализирал, а актуелната градоначалничка од СДСМ, Наташа Петровска, со нов дуб сака да го избрише булеварот од плановите. Имавме потенцијални 3-4 инвеститори дојдени. Дали се тоа за послуги, едно престанништо странство од Германија, мислам беше, сите викат, направите го патот и јавете си. Деталниот урбанистички план ние што го имавме зафаќаше до простор негде довде, со булеварската улица и завршуваше. Значи секој нареден урбанистички план што ќе види не може да го менува постоечкиот, туку може да се надоврзува врз него, бидејќи за овој претходно издадено одобрение за градба, например, така да иде така наречен изворен план. За да има мир во блокот, инвеститорите на своја рака бетонирале дел околу зградата. Ова импровизација од општината треба да одреди како ќе се уреди просторот. По низата неуспешни молби и барања, инвеститорите решиле правдата да ја бараат на суд. Првата пресуда на Битолскиот основен суд е од март лани. Со неја се задолжува општина Битола во рок од 30 дена да го уреди просторот околу стамбениот комплекс. Општината се бранела дека почнала постапка, но судот за ваквите наводи не видел подкрепа и посочил дека изминале 3 години, период во кој инвеститорите трпат штета. Тужениот е општина Битола, што значи не е било која странка или субјект кој би имал пречки во преземање на одредени и конкретни действија. Така што ако тужениот сакал, тогаш можел да ги исполни договорените обврски.
Од увидот на лице место судот констатира дека ништо не е преземено на самото место. Ако барем имаше некое, па дури и минимално уредување на просторот пред или пак околу зградите, судот ќе прифатеше дека се презема барем нешто. И во таков случај ќе го одбиеше тужбеното барање. Иако општината се жали, апелација ја потврдува пресудата. Бидејќи пресудата на терен не се реализира, случајот стигнува до извршител, кој бара итно спроведување на пресудата и уредување на просторот. Општината во известување до извршителот тврди дека уредувањето на просторот само што не почнало. Веднаш штом се избере изведувач и надзор на изградба на горе наведените проекти, ќе отпочнеме со реализација. Во ноември минатата година општината побарала и издействувала од судот одлагање на извршувањето за 60 дена. Следувале нови барања до извршителот до судот да се изрече парична казна кон општината, но судот почнува да ги одбива барањата. Образложението е дека општината веќе почнала некакви активности. На почетокот на оваа година, во јануари, судот одлучува барањето за извршување да го стави вон сила. Причина – општината доставила елаборат за изградба на атмосферска канализација. Локалната самоуправа се правдала дека за дел од коловозот и паркиралиштата уште бара понудувач. Но ситуацијата на терен е непроменета. Соочени со игрите на општината кон кои се придодава и судот, инвеститорите минатата недела ги спакувале сите судски одлуки во кривична пријава, но не само против општина Битола, туку и против одговорното лице, градоначалничката Наташа Петровска. Ја побаравме и градоначалничката на општина Битола Наташа Петровска за да ја прашаме зошто не се урбанизира просторот околу зградите. Што точно се предвидува со новиот детален урбанистички план и како мисли да го реши спорот со инвеститорите. Иако уредно го најавивме нашето доаѓање во Битола, Петровска не најде време да одговори на нашите прашања. Одговорите пристигнаа преку општинската прес-служба на мејл. Општината признава дека доцни, но вина бара и во сопствениците на земјиштето. Не е точно дека општина Битола не го уредува просторот. Зградата е приклучена на атмосферска канализација и на водоводна мрежа. Избран е изведувач на работите за асфалтирање на улицата и паркинг просторот пред зградата. Застојот настана кога еден од сопствениците на земјиштето се обрати до општината со прашање како се изведуваат градежните работи без да се заврши процесот на експроприација на земјиштето. Постапката е во тек и во поодмината фаза. Поднесени се 6 предлози за експроприација. Општината уверува и дека булевар ќе се гради. Нема никакви промени во однос на отфрлање на идејата за булевар на улица Борис Кидрич. Булеварот е утврден со ГУП на град Битола, а изработката на нови дупови е во целост согласно ГУП на Битола и актуелната законска и подзаконска регулатива. Но независно од ваквите тврдења на општината, прашање е дали булевар воопшто може да се гради, не само поради веќе легализираните дивоградби, туку и поради новите куки кои никнуваат. Битола е втор по големина град во Македонија. Ако овој случај треба да служи како пример за другите потенцијални инвеститори, гордењето ќе остане само во песните. Уметниците, културните работници, административните службеници и помошно-техничкиот персонал во културните институции утре излегуваат на протестен марш во организација на Синдикатот на култура СКРМ. Бараат со буџетот за 2020 година да се обезбедат пари за спроведување на колективен договор со кој што би се регулирале платите и надоместоците од плата на вработените во културата. Ако владата и парламентот не одговорат на нивните барања, најавуваат дека ќе ја активираат веќе донесената одлука за генерален штрајк. Во студиото е Сања Арсовска, председателка на Синдикатот на култура СКРМ, инаку актерка во Драмскиот театар во Скопје. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и Арсовска, благодарам на поканата. точно ли е, ако констатирам дека вие навреме сакате да предупредите дека нема уште еднаш да дозволите да останете само на ветување од владата? Да, за секторот култура веќе 15 години нема колективен договор. Последниот колективен договор е подпишан во 2005 година, но никогаш не е спроведен, што значи станува збор за малку подолго време и мислам дека дојде времето и конечно треба да ни се остварат нашите права, односно да се избориме и да подпишеме колективен договор
во културата. Сега излегувате на протестен марш, затоа што во првичната верзија на буџетот за вгодина, во делот за култура не гледате пари за овие ваши барања. Така, од Министерство не информира дека во веќе испратениот буџет за културата за следната година не се планирани средства, но имаме ветување од министерот дека откако ќе бидат готови финалните присметки кои што ќе бидат потребни за спроведување на колективниот договор, тие ќе бидат побарани од Министерство за финансии, што значи дека одговорноста ќе биде на Министерство за финансии, односно владата дали ќе одлучи или не да обезбеди средства за дополнителни за спроведување на колективниот договор. Но протестниот марш е еден вид на недоверба кон ова што ви го кажува министерот. Зошто не верувате дека тоа и ќе се случи? Заради тоа што низ годините искуството покажува дека ветувањата не се исполнуваат. Нам ни беше ветено и минатата година дека во 2019 година ќе бидат обезбедени пари за колективниот договор, но тие не беа обезбедени и затоа ние како синдикат, за да не остане културата без никакво покачување по прашање на плати, побаравме нивелација, односно порамнување на платите кои што го добивме во мај. Точно е. Во мај добивте нивелација на платите, со тоа не беа исцрпени, не се исцрпени вашите барања? Не, затоа што многу во јавноста никако нивелацијата се толкува како покачување на плата, а не нивелацијата значеше порамнување на платите во дејностите, не меѓу дејностите на ниво на култура, туку во една дејност, што значи дека јас како актер втора група и друг актер втора група во минатото сме имале различни плати. Се случувало јас врз работен стаж од 6 години да имам поголема плата од работа на исто место со 20 години стаж. И нивелацијата донесе порамнување во платите. Некој добија, некој не, но во никој случај не е покачување. Оно што треба да го содржи колективниот договор е покачување на платите, регулирање на групите според сложеноста на работните места, регулирање на коефициентите кои што нормално ќе повлачат некакви поголеми средства на пари и уредување на останатите додатоци на плата за вработените во културните и уметничките институции. Вие своевремено подпишувањето на колективен договор го врзувавте со донесување на нов закон во културата. Сега се работи на нов закон за културата. Дали тоа што во него ги нема вашите барања, барем такви се јавните информации, тоа го сметате за пречка за подпишување на колективен договор? Не. Точно е дека ние како СКРМ се формиравме врз основа на незадоволството кое го имавме од донесувањето на законот во 2014 година и баравме со промената на власт да се направат известни промени во законот за култура кој што нас уметниците настава во некакви административни рамки и не ограничува, што многу добро знаеме дека ради природата на нашата професија не можеме туку така да бидеме ограничени. Во овие 2 години активно се работи на создавање на нов закон за култура. Ние како СКРМ имаме и представник кој што ќе внимава на делот за работничките права во таа работна група што го изготвува законот, да има некакви налози од МИОА кој што диктира во која насока треба да се движи нашиот закон, зашто сепак се работи за јавен сектор. Ние секако сме дел од буџетарите во оваа држава и имаме се уште на согласување и барем за сега нашите барања не се спроведени, односно не се усвоени од страна на МИОА и не се вметнати во новиот закон за култура. Тоа нас ни дава за право да ја направиме одстапка од нашиот главен принцип дека бараме колективен договор на нов закон за култура, бидејќи нема некакви суштински измени во новиот закон за култура што се однесува по работнички права. Бараме да подпишеме договор, колективен договор и на постоечкиот закон. Значи нема потреба веќе да го чекаме новиот. Какво ви е сценариото за утрешниот протестен марш? За утрешниот протестен марш почнуваме од паркот Имни Пајко во кругот на Македонска опера и балет, филхармонија и Даут Паши Намам. Почнуваме од таму, се движиме кон владата и завршуваме кај пред Министерство за култура. Колку членови има синдикатот? Синдикатот моментално има 1300 члена, што е некаде повеќе од 1/3 од вработените во културата. Колку очекувате дека утре ќе се појават? Па очекуваме дека со оглед на тоа дека се работи и за вработени кои што се од внатрешноста, се работи и за вработени кои што треба да ги остават работните врски и да се приклучат. Мислам дека бројката би била околу минимум 500-600, не знам. Добро, ќе видиме утре на терен како ќе биде. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Бидете на Алсат, по уште една пауза е саботажата.
Специфичната политичка реторика и дава сосема нова содржинска форма на одговорност. Желбата пред гласачите да се остане чиста и иманентна. По секоја цена се бараат модалитети како да се достигне тоа ниво, за да се има бел образ, не само пред тие кои што одлучуваат, туку и пред самите себе си. Кой се да държим гајучет момцони, не банјата шлицојчко и пастрой. Мухмунтијан и папастор, тамбај ер, на друга тамбај ер на год. Ние ве подржувам да се иде решение и контактиравме. Што тамбај пастрините. Искреноста е сепак најважната карактеристика која ја почитуваат избирачите. Се разбира доколку со нејзина алтернативна интерпретација, таа наместо вистинската добива чудна и збунувачка конструкција за емотивната состојба, во која доминира желбата за нагонски активности кои треба да ја смират натрупаната енергија. Напишав неколку точки кои мислам дека ќе ги разберете како мое емотивно чувство. Прво, второ, дали сум нормален? Трето и четврто, ве молам, бидејќи сум возбуден, барам подршка од 5 советника за 15 минути пауза. Веројатно количеството адреналин при појавата на камера расте, па објективот станува нем сведок на наивни обраќања, кои покрај добронамерните обиди, ниту со професионално изострено уво, не може да бидат протолкувани. Знаат, мислам, од Мистерко Петко, директоркот за таа работа, и он го дојде тука. Знаат, мислам, од Мистерко Петко, директоркот за таа работа, и он го дојде тука. Тоа што не се знае кој дошол, што дознал и како си заминал, не значи дека понекогаш се има јасна мисла, особено кога е во прашање сопственото задоволство. Тогаш не е најважно многу да знаеш, туку да бидеш снаодлив. А отварачот на колонијата и затварачот бев јас во отсутство на градоначалникот и поклонот го дадоа за градоначалникот, ама ја не му го дадов. И публиката доби подарок. За сите оние кои сериозно го почувствува отсутството на квалитетна и издржана дебата, политичка луцидност и креативни толкувања на правото, следува период во кој со нова свежена и силна енергија се враќа алката која недостасуваше. Пред неполна година, тоа беше впрочем мојата последна емисија во која што сум учествувала, почувствував дека веќе немам што да кажам. И на крајот. Поведете, колешка. Добар ден. Заморот на материјалот е минат. Големината на враќањето мора да биде евидентирана во некоја нова бајка. Ова е приказна за да речем Снежана и 23-те џуџиња околу. Приказна или бајка се едно. 7 или 23, исто така. Важно е тоа што секој што се занимава со политика изгледа си има свое волшебно огледало. Завршуваме за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следното наше издание нема да биде в петок поради празникот. Ќе паузираме. Се гледаме повторно следниот понеделник од 22. Пријатно.